Дигиталното време во кое живееме ни овозможи да ги користиме можностите на тргувањето онлайн. Кои се придобивките, но кои се и слабостите со кои се соочуваме при онлайн тргувањето? Истражуваме во денешната приказна. Не сум пазарел овака онлайн, не сум се ни потребил, не знам ни како иде тоа. Никогаш до сега ниту преку социјални мрежи, електронско? Мислам, овака сум купувал работи по AliExpress, овака обично дрон земав или некоја камера исто за снимање, пошто се бавам со видеоспотови и такви работи. Какво искуство имате со онлайн продавниците? До сега дали позитивно или негативно, дали има некоја што ќе препорачате? Два пати негативно, еднаш позитивно беше, зашто порачав дрон на сосема друго ми стигна играчка. И не знам, немам одговор. Некојаш да, позитивно знам да купам и мајци, облека, нешто или било некој друго, фармерки или нешто така. Многу ретко, искрено. Кои производи преферирате да ги купите електронски? Па највеќе до сега што сум купувала се креми за лице. Нова е ананас, меѓутоа ми се допаѓаат нивните производи. Има доста разновидни производи. Доста, мислам, големо. Дали имате некогаш лошо искуство со онлайн пазарење? Несоодветен производ, едно е на слика, друго е добиено дома? За среќа не. До сега е во ред. Да, купуваме. А кои производи најчесто ги купувате онлайн? Па за домашна употреба и нешто облека. Имате ли лошо искуство или само добри искуства од онлайн? Само добри искуства, немаме никакви проблеми до сега. Па обично купувам преку Amazon, Icon, eBay. Па облека, шминка и такви ствари што и мајка ми и ја ги купуваме. Од кои продавници? Па AliExpress и тие. Имате ли до сега лошо искуство? Да, имаме со наши македонски страници, што сме нарачувале и дали ќе ни стигнал помал број или искинати или нешто така. И сме морали да ги враќаме, ама не ни ги враќале парите. Денес постојат повеќе можности и опции за трговците кои што сакаат да отворат електронска продавница. Доколку имаат собствени ресурси, можат со своји ресурси да направат една веб страна, да искреираат електронската продавница и да направат интеграција со една од платформите за електронска трговија во државата. Постојат опции веќе платформи за кои што интегрираат, кои што хостираат електронски продавници, каде што отворањето на истите е многу брзо и едноставно. Постојат платформи кои што интегрираат трговци кои што функционираат на принципот на трговски центар или на маркетплейс, а постојат и опции за трговци за кои што не е потребна веб страна, на кои што едноставно им е потребен само канал за продажба со картичка, тоа е едноставно плаќање со линк, кои што потоа на друг начин ги комуницираат своите услуги и производи кон потрошувачите. Касис навистина има одличен тим на експерти за поддршка на трговците кои што се тука за нив и во процесот на интеграција, а потоа и во текот на оперативното работење. Самиот систем нуди можност за комплетно водење на работењето на електронската продавница во смисол на постојано следење на продажбите, репортинг, рекламации, оспорување, враќање на средства на трансакции и слично. Постојано правиме подобрувања, воведуваме нови функционалности, се со цел да ги пресретнеме потребите и на трговците и истовремено да обезбедиме безбеден и квалитетен сервис за сите. Во Македонија нашите платформите кои што функционираат во државата, вклучително и нашиот систем за електронска трговија, ги исполнуваат светските стандарди за безбедност. Вклучени во 3D Secure моделот на картичните шеми, меѓународните картични шеми Mastercard, Visa, Diners, истовремено овозможуваат автентикација и на трговецот и на купувачот при секоја интернет трансакција. Што значи ова? Тоа значи дека стандардите кои што ги исполнуваат најпознатите светски провајдери за електронска трговија ги исполнуваме и ние. Континуирано инвестираме и во хардвер и во софтвер, подлежиме на редовни контроли за усогласеност, се со цел да се осигураме дека даваме безбеден сервис на купувачите и на трговците. Стекнувањето на вештини и на
стекнувањето навики за однесување во виртуелниот или во интернет просторот, сметам дека се најголемите предизвици и за трговците и за купувачите. На страната на трговците што значи? Тоа значи прилагодување на своето работење веќе во онлайн режим, стекнување на нови дигитални вештини, односно како да се направи да се организира една продавница, производите, како да се допре до купувачите и поефикасно да се комуницира со нив, како да се креираат стратегии за продажба, за маркетинг, социјални медиуми, продажба на социјални медиуми, да се стекнат сознање кои се можеби предизвиците од аспект на безбедност, можни злоупотреби и така натаму. Додека пак од страна на купувачите треба да се стекнат со други навики за однесување во интернет просторот. Многу слично како што внимателно се однесуваме во физичкиот свет, внимаваме каде купуваме, како се грижиме за нашиот новчаник, лични работи, лична карта, пари и картички. На истиот начин треба да пристапиме и во интернет просторот. Што значи тоа? Да внимаваме каде купуваме и да внимаваме каде ги оставаме нашите лични податоци и податоците за нашите платежни картички. Имам уште еден совет кој што не е тесно поврзан само со електронска трговија, туку со користењето на платежните картички. Генерално, бидејќи електронската трговија е еден од пресудните канали каде што се стекнува или се разнишува довербата генерално во платежните картички. Тоа е кај својата банка каде што е издадена картичката да побараат SMS известувања за трансакции и редовно да ги следат сите трансакции кои што се прават од картичката. Освен што така на тој начин редовно ќе имаат увид што се случува со нивната платежна картичка, па дури и да се случи некоја злоупотреба, многу рано со раната детекција ќе може да се спречи многу поголема злоупотреба. Пандемијата отвори бројни можности за забрзување на растот на e-трговијата, но и бројни предизвици за e-трговците. Се почеста е појавата на голем број нерегистрирани продавачи кои нудат производи за продажба преку пораки на социјалните медиуми, што представува нелојална конкуренција за регистрираните онлайн продавници. Еве што велат податоците. Е-трговијата го опфаќа секој вид размена на валути за стоки или услуги преку интернет. Станува збор за трговска активност која се врши со помош на електронска технологија и примарно се состои од дистрибуција, купување, продавање, маркетинг и сервисирање на производи и услуги преку електронски системи како на пример интернет или други компјутерски мрежи. Е-трговијата во основа ги опфаќа сите елементи од почетокот на набавување, продажба, дистрибуција на добра услуги и информации преку користење на интернетот или други електронски мрежи. Значењето на електронската трговија се менува во последните 30 години. На почетокот под електронската трговија се подразбирало електронско олеснување на комерцијалните трансакции, користејќи технологија како EDI и EFT. Зголеменото прифаќање на кредитните картички и телефонското банкарство во 80-тите години се исто така форми на електронска трговија. До 1991 година трговското користење на интернетот беше стрикно забрането. Иако интернетот стана доста познат околу 1994 година, потребни биле 5 години за изградба на сигурносни протоколи. До крајот на 2000 година, многу европски и бизнис компании од Америка почнале да ги нудат нивните услуги преку 3W. На почетокот во основа електронската трговија зеде замав таму каде што имаше повисоко ниво на дигитализација. И првите, да речеме, платформи или бизнис модели или фирми кои што занимаваат со електронска трговија се појавија на национално ниво во Соединетите Американски држави, во Европа, за да пополека тие почнуваат да од национални и регионални играчи преминуваат во глобални играчи. Да така веќе сите најголем дел од електронската трговија има сериозни глобални играчи кои што може да бидат нарачуваат и испорачуваат производи низ целиот свет. На 11 август 1994 година, користејќи компјутер и неговата кредитна картичка, Фил Бранденбергер од Филаделфија го купи албумот на Стинг за $12,48 преку Netmarket. Многу ми насмета дека овој момент е прва трансакција преку e-трговија, бидејќи за прв пат технологијата за шифрирање се користи за онлайн трансакција.
Е-трговијата може да има различни форми, вклучувајќи различни трансакцијски односи помеѓу правни и физички лица. Најчесто ако ја земеме дека електронското што е трговијата, правиш нарачка, некој ја процесира таа нарачка, ја испорачува таа нарачка, плаќаш при нарачувањето или послично. И сега во зависност која од тие димензии е дигитализирана, дали ќе биде само нарачувањето, а процесирањето и испораката на производот ќе биде или услугата ќе биде физички, можеме да збориме за целосна електронска трговија или за парцијална електронска трговија. Например, ако вие купувате од некој си провайдер, голем провайдер или мал купувате книга, вие можете нарачка да ја направите онлайн преку интернет, да ја платите, процесирањето да биде онлайн, а испораката мора да биде физичка, затоа што книгата е физичка. И тогаш збориме за парцијална електронска трговија. Од друга страна, па ако и книгата е дигитализирана, веќе ние збориме за целосна електронска трговија. И врз основа на тие димензии, вие како или кој било заинтересиран учесник во електронска трговија може да го одреди нивото што и како ќе дигитализира. Дополнително може електронската трговија да биде и ориентирана кон крајните корисници, индивидуи да купуваат. Ама може да биде ориентирана и само кон одредени бизнис партнери или одредени бизнис заедници. Може да биде електронската трговија наменета кон бизнис to government, однос на владата. Може да биде се повеќе имаме платформи каде што поддржуваат електронска трговија помеѓу индивидуи, индивидуа кон индивидуа. Електронската трговија изврши своевидна револуција во глобалниот начин на тргување и секако во потрошувачките навики. Тоа неминовно ја отвори и потребата за создавање правна рамка во која ќе биде регулиран режимот на деловните трансакции, правната рамка на електронската трговија. Правната рамка на е-трговијата станува се посложена имајќи предвид дека станува збор за област која постојано расте, како во однос на бројот на учесниците на пазарот, така и во однос на регулативите што ја регулираат оваа област. Подоцна како се развиваше технологијата, се овозможи и модификување на електронската трговија, да во даден чекор заедно со промените на бизнис моделите се иновираат и нови форми на електронска трговија. Со појавувањето на социјалните медиуми се земе замав и на некој начин електронска трговија поддржана, инспирирана, координирана со социјалните медиуми, да сега веќе со развојот на мобилната телефонија, мобилните уреди, да веќе се поголем замав зима мобилната трговија. И тука на некој начин се осигура дека електронската трговија може значително да се развива. Процесот на дигитализација има огромно значење за електронската трговија, бидејќи обезбедува информации од секаков вид во сите формати со цел поефикасно да се задоволат побарувањата од потрошувачите. Од почетокот, ако електронската трговија најчесто се однесуваше на некои си стандардизирани производи, да купите книга преку интернет, да сега се однесува на неограничен број на производи и услуги кои што може да бидат и високо индивидуализирани за тој што ја купува. Електронското тргување придонесува за сеприсутност, глобални пазарни можности, но и густина на информации, персонализираност, односно приспособување на корисниците, социјално поврзување и интерактивност. Верувам дека електронската трговија се уште ќе ни изненадува, затоа што стана глобален феномен, кој што ако не си дел од него, всушност не можеш да учествуваш во економското окружување. Електронската трговија изврши своевидна револуција во глобалниот начин на тргување и секако во потрошувачките навики. Кои се придобивките од онлайн тргувањето? Па добро, придобивките од е-трговијата се широко познати, како за купувачите, е-трговијата носи предности, така и за компаниите. За купувачите, тоа е поголем избор на производи, можно да се споредуваат цени, да се дојде до поширок асортиман, заштеда на време, удобност да се купува од било каде, било кога. За компаниите секако и трговијата носи предности во смисла на тоа дека имаат пристап до нови купувачи, до поголеми пазари, можност за експанзија и раст на нивниот бизнис, меѓутоа секако дека покрај придобивките си има и предизвици. Предизвиците за купувачите се да стекнат нови дигитални вештини, да се грижат за својата безбедност, да ги променат навиките во купувањето, додека за компаниите самото менаџирање и воспоставување на е-продавници или е-трговија на вистина предизвик само по себе,
бара интердисциплинарни знаења, бара постојано учење. Ако зборуваме за македонската и трговија, искористувањето на придобивките како од купувачите, така и од компаниите, се движеше со доста побавно темпо, значително побавно темпо пред ковид. А всушност, може би беа обесхрабрени од сите тие предизвици компаниите да се втурнат во развивање на e-трговија, меѓутоа со доаѓањето, настапувањето на пандемијата, тоа не представуваше e-трговијата, повеќе не представуваше избор, туку практично неопходност. Компаниите мора да го отворат овој нов канал со цел да го, да кажеме, да обстане нивниот бизнис, мора да се адаптираат. Дел од нив постигна и раст, имплементира или отворија нов канал за продажба, за купувачите значеше исто така адаптирање, да стекнат нови вештини, да ги променат навиките. Многу граѓани започнаа прв пат да плаќаат сметки онлайн, да користат те услуги. Трендот после пандемијата не застана, туку тој тренд си продолжува да се одржува. Но напоредно со тој тренд се појавува и оној тренд на луѓе кои што споделуваат искуства дека се измамени. Па би сакала нешто повеќе да вклучиме како описменување на тој круг на луѓе. Често пати онлайн тргувањето се поистоветува и со тргување на социјалните мрежи, што не е точно. Да. Да, се задржа растот, еве чисто за илустрација, ковид потикна трицифрен раст во вредноста на реализирани онлайн трансакции, додека во 2021 тој раст продолжи, беше 59% во вкупната вредност на реализирани трансакции. Во 2022, односно минатата година, има околу 25% раст, што значи дека е позитивно што трендот на раст се задржи, иако нормално со пониски, со помало темпо, споредбено од висока основа. И сега, како што кажавте, нели измамите, како што расте регистрираната e-трговија, секако расте и нерегистрираната e-трговија, а измамите кои што ги спомнавте се најчесто поврзани нели со сива економија. Воедно сивата економија е еден од главните предизвици на регистрираните компании кои што продаваат онлайн. Асоциацијата за e-трговија секоја година спроведува анализи, истражувања и ги преточуваме во еден сеопфатен извештај за движењето на e-трговијата споредба со другите земји, предизвиците и препораки, кои што се основа за ние после да реагираме и да креираме акции и мерки. Така сивата економија во последниот прашалник од не само последниот, неколку години уназад, во топ 3 предизвици е сивата економија која што креира нелојална конкуренција за регистрираните бизнеси. Сега најчесто, како што кажавте, не мора да значи, меѓутоа најчесто таа се манифестира на социјалните медиуми, со што не значи дека на социјални медиуми не може да продаваат регистрирани компании, меѓутоа најчесто се тоа нерегистрирани кои што немаат нити ентитет, нити компанија и продаваат најразлични производи. Многу често измамените купувачи, да кажеме, веруваат во предобри сделки, што личат too good to be true, и кога ќе нарачаат, кога се измамени, потоа немаат каде да го остварат своето право, не добиле фискална сметка. Најчесто тие продавачи потоа ги гасат телефоните, па не се недостапни за да може да го вратат производот или средствата. И практично, ајде да кажеме, ваквите измами од секогаш постоеле, во новиот дигитален свет, тоа е пандан на сива економија нерегистрирана, што ја имавме по улиците на, нели, каде и да улични продавачи имате, некој ќе биде измамен, на лице место може би ќе го види производот или ќе купи нешто, потоа не може да го најдете продавачот. Сега тој тренд или тој проблем, да кажеме, се манифестира поинаку во дигиталниот свет и уште поголем замав зема бидејќи дигиталниот свет нуди нови можности. Како што нуди нови можности за регистрираните компании, така се манифестира и нуди нови начини за нерегистрираната трговија. Купувачите, значи, треба, нели, ние, како што кажав, како асоциација преземаме бројни мерки. Нашата програма наназад 2 години вклучува точно адресирање на сивата економија како главен предизвик. Така, минатата година имавме организирано хакатон наречен со студенти, наречен Хакирај сивата економија во e-трговија, кој што целеше да ја крене свеста, односно студентите работеа на решенија, да ја крене свеста преку различни алатки за самите купувачи да се информираат и заштитат. Од друга страна, едни посериозни алатки и проекти се регистарот на e-трговци кој што го објавивме и воедно другата алатка е беџот за верификуван
е-трговец. Што значи регистарот и колку членови во моментов број регистарот на е-трговци? Тој регистар е направен во соработка со 5 банки. Во Македонија 5 банки нудат процесирање на онлайн трансакции. Значи сите тие кои што процесираат трансакции се регистрирани кај една од 5 банки. И ние во соработка со банките го креиравме првиот регистар. Во 2021 беше за прв пат објавен како дел од проектот кој што го имавме e-commerce for all или е-трговија за сите, поддржан од USAID. На овој регистар кога го објавивме, значи веќе беа влистани сите кои што виртуелни продажни места, сите кои што не само продаваат онлайн, значи не се само продавници, туку кои што процесираат онлайн трансакции. Тоа значи дека и оние кои што може да платите сметки, кои што може да искористите и услуги се могаат во тој регистар. Истиот го обновуваме на квартално ниво. И во моментот број, односно согласно последните податоци на Народна банка, во Македонија има 1890 регистрирани виртуелни продажни места. Сега треба да се има предвид дека поради методологијата, ако некој е-трговец може би процесира со 2 банки, ќе го има 2 пати во базата, меѓутоа сепак дава одредена слика за движењето. Секоја година преку тоа следиме практично колку раста понудата или регистрираните нови е-трговци, меѓутоа сепак тоа е сами, да речеме, продажни канали или стендалон самостојни е-продавници. Меѓутоа многу продавачи се приклучуваат и кон маркетплейс платформите и продаваат преку нив, што значи не фигурираат во оваа бројка на виртуелни продажни места, бидејќи се врзани на некоја друга платформа која што го возможува тоа. Регистарот им овозможува на корисниците, да кажеме каков ефект има, вие да кажеме одите на социјални медиуми, гледате некој производ, пред се треба купувачите читаат и ревјуа или други купувачи што кажале ако не се задоволни, ако биле измамени. И ако сакате да видите дали се работи за регистриран е-трговец, одете на нашата платформа, го вкуцувате името на бизнисот, ако го е регистриран, ќе ви се појави. Значи тоа се компании кои што сепак прифаќаат картички како платежен метод. Оние кои што се само cash on delivery или плаќање директно на врата не се дел од овој регистар. Го споменавте верификуван трговец, што тоа значи и кои се придобивките на купувачите од таа ознака? Да, беџот за верификуван е-трговец практично означува дека тој е-трговец ги поминал одредените проверки. Имаме воспоставена методологија, секоја компанија заинтересирана може да аплицира на платформата, на e-commerce forall.mk може да ги најдат сите информации, може да аплицираат за беџ. Откако ќе аплицираат, поминува постапка на проверка. Проверката и методологијата се состои од прво исполнување на основните законски регулативи, дали е тоа дека потребна да има адреса, контакт телефон, да го има даночниот број искажан на вебсајтот и ред други, нели, минимални, да кажеме, основни законски исполнувања кои што треба да ги има. Меѓутоа тука отидовме нечекор напред и додадовме и други работи кои што се да кажеме common sense за продавање онлайн. Тоа е дали има SSL сертификат, тоа е дали има политика за враќање на производи, дали има политика за заштита на лични податоци. Значи тоа се некои проверки кои што ги правиме и по исполнетоста, откако компанијата ќе ги помине тие нели проверки, ако нешто не исполнува им даваме, значи делуваме едукативно со самиот беџ, им укажуваме на тоа, кога ќе ги коригираат, го добиваат беџот и го поставуваат на нивниот сајт. Беџот, ако го најдат купувачите, означува практично дека таа компанија е регистриран субјект, ги поминала основните проверки од Асоциацијата за е-трговија и тој беџ има годишна обнова и се прават периодични проверки од страна на нашиот тим. Живееме во време во кое што сите ние брзо се менуваме. Колку вештачката интелигенција ќе има значење, ќе донесе промени? Што таа значи за е-трговијата? Да, вештачката интелигенција, нели, по дефиниција многу широка, меѓутоа за е-трговијата генерално, ако зборуваме за во главно подразбира практично технологии и алгоритми кои што учат и ја представуваат основата за оптимизирано корисничко искуство, за таргетирано, персонализирано, за подобри бизнис одлуки. Во тоа мораат податоци да се извлечат одлуки и за да се предвидат идните однесувања и за да се подобри корисничкото искуство и за да се носат подобри бизнис одлуки. Вештачката интелигенција воведе нова
ера во трговијата наназад веќе неколку години, а со развојот нели на вештачката интелигенција и примената се повеќе и повеќе носи можности и предности, се користи од не само големи компании, туку и од помали компании. Еве илустративен пример ако треба да дадеме, на пример, овозможува на компаниите на продавниците да овозможат персонализирано искуство за купувачот. Би сакала да ја споменеме родовата еднаквост. Кои се придобивките на трговијата за родовата еднаквост? Нуди ли нови можности трговијата за намалување на тој јаз помеѓу мажите и жените? Да, секако дека нуди, мислам воопшто дигиталното предприемништво отвори нова ера, односно нови можности за инклузија, поголема инклузија на жените во дигиталната економија, поголем пристап до информации, до вештини, до учење, до знаења, пристап до глобални синџири на набавка, нови бизнис можности за раст. И тоа е несомнено дека отвори можности, меѓутоа исто така е за жал јасно дека се уште и дигиталниот свет е доминантно машки, дека тие предности и можности не се доволно искористени, а сето тоа представува загуба за економиите и пропуштен раст во бруто домашниот производ и воопшто, нели, и за жените и за мажите тоа е подеднаква загуба. Сега поради нели потикнете да кажеме од ова, а уште повеќе бидејќи бев од пред неколку години назначена во едно тело на Обединетите нации, така наречено United Nations Trade Conference on Trade and Development, има посебна програма точно за да се отклучат тие можности кои што ги нуди дигиталната трговија или трговијата за жените, и таа иницијатива е E-Trade for Women се нарекува и е дел од една поголема иницијатива која што е E-Trade for All. Значи има посебна иницијатива која што цели да им даде глобална која што цели да им даде можности да ги отклучи придобивките кои ги нуди дигиталната економија и трговијата за жените и поконкретно жените во дигитално предприемништво. Кога земав учество таму, се повеќе нели стана јасно и за мене дека тоа е глобален, да кажем, дека без разлика на нивото на развој, да, различно е некаде има поголеми бариери, поголемо, да кажеме, искористување, некаде помално, меѓутоа генерално предрасудите се еден од главните предизвици секаде во светот кој што постојат, и културолошките норми кои што се најголема пречка за родова еднаквост. Сите тие, нели, да кажеме, сознанија секогаш треба да представуваат мотив за сите ние да можеме да веруваме дека со мали чекори можеме да направиме некоја промена. Така ние под капата на Асоциација за трговија отворивме Алијансата за родова еднаквост на работно место, инспирирани нели од сите тие сознанија и предизвици кои што стојат, со цел да придонесеме нови пат кон родова еднаквост. Нивната приказна како онлайн маркет почнува во 2018 година. Тие се верификуван онлайн трговец што укажува дека онлайн пазарењето кај нив е регулирано согласно законската регулатива. Приказната започна пред нешто повеќе од 5 години. По моето враќање од постдипломски студии од Англија решив да започнам свој бизнис и имав комфор да ризикувам, да пробам нешто ново, па и по цена да не успеам, но набрзо се покажа дека Пакет МК е добра одлука и дека и така има потенцијал за таков бизнис во Македонија. Значи започна се работа 2018 година, започна многу скромно и за неполни 5 години Пакет МК стана една од најпрепознатливите брендови во македонската трговија. Ковид периодот за трговијата беше стимул и скрати 5 до 10 години кои што генерички би требало да се случат како развој. Се направи огромна промена за само неколку дена. Побарувачката порасна за 7 до 8 пати за само неколку дена и тоа ни овозможи меѓу другото и ние да пораснеме за повеќе од 10 пати за една календарска година. Сепак, постојат и одредени предизвици со кои се соочиле. Неразвиен пазар, неразвиени потрошувачки навики, ниска потрошувачка моќ и слични работи со кои што се соочуваат сите бизниси во Македонија, така и недостаток до пристап до инвестицијски капитал и би рекол
непрепознавање на македонските инвеститори на овој бизнес. Важно е да знаете предизвиците да ги надминете и секако и доколку направите грешка, таа грешка да не биде катастрофална и да излезете полука таа грешка. На нивната страница стои дека гаранцијата за квалитет е загарантирана, што укажува на фактот дека секој недостаток се решава со брза замена со соодветен производ или рефундирање на платениот износ. Сепак, потрошувачите немаат изградено навики за онлайн тргување. Навиките постојат и се градат со забрзано темпо, се уште се многу позади навиките во развиените западноевропски држави, но би рекол за регионот, посебно за Западен Балкан, Македонија е на некое средно ниво на развој на потрошувачки навики за онлайн пазарење. Од друга страна е многу позади навиките во, например, Грција, Бугарија, Романија, држави кои што се многу пред нас во оваа индустрија, но доколку се споредуваме со овој поблизок регион на нас, тогаш не сме во некоја лоша ситуација, но не значи тоа дека треба да бидеме да се задоволиме со таа ситуација, односно треба да работиме на брза промена на навиките на потрошувачите. Доколку се спремни да пазарите онлайн, мора да прифатите дека производот не можете да го видите претходно, дека не може да барате дисконтна цена на производот и некои слични ситуации, но затоа купувањето онлайн ви штеди многу ресурси кои што вака не ни се приметни на прва, но се и така значајни, а тоа е прво времето, комфорот, патувањето до одредено место, барање паркинг, гужви и слични други работи, така што доколку земете се на се, онлайн купувањето е и така исплатливо и тоа е причината зашто толку голем процент на купувачи во западно европските држави се одлучуваат да ги задоволуваат потребите за пазарење на намирници онлайн. Социјален инженеринг представува софистицирано манипулирање со дадена личност од страна на измамникот, се со цел истиот од жртвата неавторизирано да извлече чувствителни информации и да ја увери жртвата да изведе низа од неавторизираните активности. Фишинг пораките се многу слични на спам пораките. Преку фишинг пораките се настојува да се извлечат информации или пари од нас. Тоа се случува кога напаѓачот се представува како доверлив субјект, ја залажува жртвата да отвори електронска пошта или инстант порака. Потоа примателот е измамен да кликне на сомнителен или злонамерен линк, што може да доведе до инсталација на малициозен софтвер или пак да биде пренасочен на страна каде треба да внесе лични и сензитивни податоци. Најчесто се представуваат како да се од банки или финансиски институции, добитници на награда, лотарија или пак некоја позната страна како Facebook. Adware е рекламен програм што се инсталира пропратно со некоја друга апликација без знаење на корисникот. Главната цел е прикажување на поп-ап реклами кои што се досадни и нерелевантни за корисникот, како именување на почетната страница на прилистувачот со него. Граѓаните во 2022 потрошиле околу 550 милиони евра за производи кои ги купиле онлайн, велат податоците на Асоцијацијата за електронска трговија на Македонија. Извршени се 16 милиони 700 илјади електронски трансакции во вкупно 1891 онлайн продавница. Еве што откриваме денес во приказна. Првата и најважна работа која секогаш мора да ја имате предвид е дека се што важи за физичка продажба, важи и за продажба преку интернет. Електронската трговија, купопродажбата на далечина со користење на интернетот стануваат се поактуелни и во нашава држава. Но се повеќе и повеќе благодарение на дигитализацијата, ако отидете во одредени дуќани, ти може да речеш ќе ви ја скенираме ногата и врз основа на таа скенирана нога и врз основа на информациите за вас како клиент, во онлайн купувањето ти може да речеш оваа патика нема да ви одговара или ова ќе ви одговара. И сега, предизвиците се да речеме може да има и измами. Може да купите онлайн од непроверени сајтови да ви украдат картичката. Иако тоа е минимизирано, има неколку работи кои што 3-4 работи кои што ќе осигураат дека вие нема да бидете изиграни. Дали има HTTPS, дали има што велам катанче или клуче внатре во браузерот, се доволни индикатори дали страната е безбедна или не безбедна за купување. Сега, другиот предизвик кој што не се толку многу дискутира е во основ за локалните економии. Ние велиме, вие како купувач сега имате
поголем избор, така? Ама, например, ако вие отидете и купите на AliExpress опаковка за мобилниот телефон, и таа ќе ви се испорача, вие ќе ја платите, ќе ја увезите, ќе ја донесете, зашто е мала вредност, нема да платите ни ДДВ, нема да платите ни царина, ама нема да отидете да купите во локалниот дуќан кој што продава опаковки за мобилни телефони. Сега, ако збориме за облеката, вие може да отидете на странски портал и да нарачате облека кој што ќе ви се испорача на вас во Македонија. Може ќе платите царина, ДДВ во зависност од вредноста, ама нема да купите од локалниот дуќан. Сега, другиот проблем е дека локалниот дуќан може да ја намали обработка. И затоа е битно како предизвик за оние што каскаат малку во влегување на пазарот, или да речеме во електронската трговија, е да најдат модел како да се вклучат. И тука зависи од инфраструктурните услови кои што постојат. Например, како да можеме ние одредени карактеристични производи кај нас да ги извезуваме преку онлайн продажба. Како наместо ние електронската трговија да ја гледаме incoming, кон нас да набавуваме производи, како да гледаме нашите компании, индивидуи да може да ги продаваат своите услуги, за да можеме да оствариме и да речеме посилни бенефиции од електронската трговија. Вредноста на вкупните трансакции направени кон интернет продавниците од македонци дома и во странство, како и од иматели на странски картички во Македонија во првите 3 месеци од 2023 изнесува 10,3 милиарди денари или 167,7 милиони евра и има пораст од 20,7% во однос на истиот период 2022 година, покажуваат податоците на Народната банка. Вредноста на направените вкупни трансакции од правните лица расте со побавно темпо, односно има пораст од 20,2% во однос на вредноста на направените трансакции од физичките лица, чишто расте 20,9% во однос на истиот период минатата година. Во текот на првите 3 месеци од 2023 година се забележува пораст на новоотворени интернет продажни места, па од почетокот на годината до крајот на март 2023 отворени се 54 нови интернет продажни места. Пандемијата дополнително отвори бројни можности за забрзување на растот на трговијата, но и бројни предизвици за трговците. Ковидот донесе да имаме ние електронски онлайн купување во Македонија од супермаркети. А тоа значи дека вие се од супермаркетот може да си купите и 12 нокеска, еден наутро часот. Тоа значи дека бизнисот е секојаш отворен за работа. Од друга страна, тоа значи дека клиентот може да ја направи нарачката кога сака, кога е спремен да ја наради. Друго е што може да ги намали трошоците, затоа што дигитализацијата и натре во фирмата за да може да ја подржи електронската трговија ќе придонесе кон намалување на секупните трошоци. Тие намалени оперативни трошоци за фирмата може да се пренесат како намалени цени за крајните корисници. Од страна на корисникот се и поголемиот избор. Ако вие порано, што знам, сте имале некоја си уникатна потреба која што можеби во Македонија има 150 луѓе, на глобално ниво може да има 150.000 луѓе. Порано за да ја купите вие како индивидуа сте имале проблем да го најдете тој производ. Али со електронската трговија вие можете да отидете на некоја си веб страна, некоја си платформа, да ја нарачате, да ја платите и ако е физички производ да ви го испорачаат назад во Македонија. Така да клиентите, корисниците имаат пристап до глобалниот пазар и до глобалните услуги. Се почеста е појавата на голем број нерегистрирани продавачи кои што нудат производи за продажба преку пораки на социјалните медиуми, што пак представува нелојална конкуренција за регистрираните онлайн продавници. До организацијата практично секој ден имаме јавувања од потрошувачи кои што имаат некаков проблем или купиле некои производи. Најчесто тоа се нелегални продавници, станува збор за портали кои што се на социјалните мрежи, каде што граѓаните едноставно, иако таму стои некаков назив на некоја компанија која што реално не постои, нарачуваат производи и се е во ред доколку производот кој што ќе го добиете
е тоа што сте го очекувале. Меѓутоа, ако вашите очекувања не се поклопуваат, ако добиете производ кој што ви е мал, голем или не е таков како производот кој што сте го гледале на сликата, во тој случај може да се соочите со проблем. Односно, најчесто потрошувачите се жалат дека во тој случај еднаш ќе напишат порака, еднаш ќе им одговорат дека да, во ред ќе ви го замениме, меѓутоа потоа не стигнува производот, поминува долго време, продолжуваат да пишуваат пораки и на крај ќе бидат блокирани од продавачите. Зборувам за оние производи што се купени на социјалните мрежи. Секако има продавници, легални онлайн продавници, каде што доколку купите производ, ќе добиете фискална сметка, ќе добиете фактура и во тој случај можете и согласно законот за потрошувачи, доколку не сте задоволни да се постапи, да ви се врати производот и така. Често потрошувачите поради недоволна контрола во оваа сфера и недоволната едуцираност набавуваат стоки и услуги од лица кои не се регистрирани за вршење на каков било вид дејност или физички лица кои што не ги прават јавно достапни потребните информации, а нудат стоки, односно услуги, електронски преку социјалните мрежи, Facebook, Instagram, веб страници за огласување и така натаму. На овој начин, при каква било повреда на правата, потрошувачите остануваат целосно незаштитени, бидејќи немаат информации за трговецот за кој што би ги оствариле своите права по пат на судска, односно административна постапка. Конкретно најчесто се жалат на тоа дека производите кои што ги купиле не одговараат практично на сликите кои што се постирани, дека не е баш така, дека квалитетот не е таков. Понекогаш се случува да се добијат производи кои што се оштетени, сега не знаеме дали така се испорачани, дали при испораката се случува тоа, меѓутоа еве има некои што се скршени, оштетени, скинати и така натаму, и тоа е најголемиот проблем у суштина е што не можат да искомуницираат со продавачот и не можат да ги вратат производите и да добијат други кои што се исправни. Или да им ги вратат парите во крајна линија ако навистина производот кој што е купен на сликата апсолутно не одговара на она што е испорачано. За правилен избор при купувањето преку интернет, важно е потрошувачот навремено и веродостојно да биде известен за своите права. Организацијата на потрошувачите, чија што цел е обезбедување совети, информации и едукација на потрошувачите за остварување на нивните права, има подготвено брошури Права на потрошувачите при купување на далечина и топ 10 начини како да бидете безбедни онлайн како потрошувач. Целта на овие брошури е едуцирање на потрошувачите и превенција или намалување на бројот на незадоволни, односно оштетени потрошувачи. Ние како организација на потрошувачи постојано се трудиме да апелираме. Значи имаме брошури кои што се во хартиена верзија, обично тие се делат на некои настани, во случај негдека по молови и така натаму, но сите тие брошури ги има и на нашата веб страна. Се трудиме да постираме и на нашите портали на социјалните мрежи, каде што граѓаните можат да прочитаат практично кои се оние опасности кои што можат нели да им се случат при онлайн купувањето и како и на кој начин да се заштитат. Сега доколку нели станува збор за користење на интернет, во тој случај нели знаеме дека треба почесто да ги менуваме пасвордите, дека пасвордот треба да е потежок, да не е она нашето име или името на нашето дете и така натаму, кое што лесно може да се пробие, дека почесто мораме сите тие работи заштити на нашите мобилни телефони и компјутери да ги апдейтуваме за да имаме и поголема заштита, да не отвараме мејлови од луѓе кои што не ги познаваме или некои нели на социјалните мрежи доколку добиеме некои такви, или да не оставаме наши банкарски податоци таму каде што сметаме дека не е безбедно
за да не дојдеме во ситуација, значи нашите податоци да се злоупотребени, но од друга страна и купувањето треба да го правиме на легален начин. Веднаш треба да се провери тоа компанија која што еве на веб страна сте нашли слично, дали е регистрирана во нашата држава, значи дали е правно лице легално кое што постои во Македонија и секако основно веднаш да се праша дали при испорака од како ќе платам во готовинско, значи готовински пари во кеш, дали ќе добијам фискална сметка што е обврска пак на легалните продавачи или пак некоја фактура која што ќе ми стигне по мејл. Електронската трговија има три форми, зависно од степенот на дигиталност: продуктот, процесот и добавувачкиот застапник. Сите три форми можат да бидат физички или дигитални. 15 март се одбележува како Светски ден на правата на потрошувачите. Тоа е ден посветен за подигнување на глобалната свест за правата и потребите на потрошувачите. Правата на потрошувачите во голема мера значат дека секој потрошувач има право да добие информација за безбедноста, квалитетот, трајноста, цената, производството, стандардот на добрата и услугите, без разлика дали станува збор за физичко или онлайн тргување. Амазон е основан во 1994 година и првата година функционира како продавница за нарачка на книги по пошта, а потоа преминува на онлайн продажба. Од тогаш асортиманот на Амазон е проширен на музика, филмови, електроника, хардвер, алати, козметика, играчки и така натаму. Огромниот каталог на производи и понатаму постојано се проширува. Амазон воедно е најголемата онлайн продавница во светот и нуди милиони различни производи на преку 17 милиони клиенти во 160 земји во светот. При онлайн купувањето, особено доколку станува збор за купување од социјалните мрежи, потребно е да истражите дали таа продавница е регистрирана фирма. Веруваме дека поуките кои што ги донесовме денес ќе ви бидат корисни во купувањето онлайн. Довидување до следната приказна.